Словенски народи. Охридскиот универзитет со сите науки што се предавале на него оспособил 3500 студенти со големи научни знаења и христијанизирани личности кои раководството на нашата архиепископија ги испраќала далеку во словенскиот свет, давајќи им го светото Евангелие на разбран јазик, давајќи им ги пораките на Светата Црква и испраќајќи им оспособени црковни раководители, епископи, свештеници, иконографи, фрескографи, луѓе кои навлегле длабоко во христијанската филозофија на животот. И на тој начин Охридската архиепископија станала мајка црква на сите словенски народи, предавајќи им ги пораките на Светото Евангелие и на словенските равноапостоли свети Кирил и Методи, нивните свети ученици свети Климент и Наум и другите нивни последователи и учители. Бурната современост, вашата и на Македонската православна црква, кои се неделиви, ги демензионираат улогата и придонесот во развојот на нашата Свети Климентова црква во своја македонска држава. Но вистина, многу е тешко еден период од 4 децени од животот и творештвото на нашата Света Црква да се представи лесно и во еден вака ограничен термин. Бевме свесни дека борбата што ја поведовме во 1967 година ќе биде макотрпна. Но мора да биде славна и победоносна. Впрочем, на сите во редовите на Светата Источна православна црква им е познато дека на ниту една црква автокефалноста не е била лесно повратена или дарувана. И сега се поставува прашањето зошто се уште не можеме со сестринската православна црква да го решиме создадениот и наметнат од нивна страна исклучиво политички спор со нашата Света Македонска црква. Затоа што, драги мои, за голема жал, голем број од нивните великодостојници не дека не знаат и не можат, туку не сакаат да ја прифатат нашата денешна реална македонска стварност. Не сакаат да прифатат и признаат дека на Балканот постоела со векови и сега постои и живее македонски народ, обновена суверена македонска држава и Македонската православна црква. Напротив, во отсуство и на најмалку искреност и евангелска љубов, се прави се да се разнебити се што сме создале во минатото и во текот на неколкуте последни децени, со цел да не обезименат, од нас да направат аморфна маса и на крајот да не нема и како нација македонска, и како држава македонска, и како Македонска православна црква. Ова е по моите видувања вистината. И покрај искушенијата низ кои, за жал, се уште минуваме, ние со право се надеваме дека ќе надвладее и мора да навладее љубовта и трезвениот разум кај великодостојниците на сестринските православни цркви и дека за не долго ќе се најдеме на заедничката
евхаристичка трпеза, како вистински рамноправни чеда пред Бога. Тој историски настан од 1967 година ни помогна да го доживееме вистинското црковно-духовно воскресение, нашето и сенародно воскресение во права смисла, како и творење во татковината и во диаспората. Плодовите на незиното творештво од 1967 година до денес преку црковното организирано живење се навистина импресивни. Во еден подолг период доживуваме вистинска ренесансна преродба и покрај огромните тешкоти и искушенија со кои се соочуваме. Благословен е нашиот Бог, сега и секогаш и во вечни векови. Зашто Твое е царството и силата и славата на Отца и Сина и Светиот Дух, сега и секогаш и во вечни векови. Во мир да се помолиме на Господа. Господи, помилуј. За небесен мир и за спасение на нашите души, да се помолиме на Господа. Господи, помилуј. Кога во 1971 година во МПЦ ќе биде востановена и Полошко-Кумановската епархија, митрополитот господин Кирил ќе стане нејзин администратор со сите права и должности кои произлегуваат од уставот на МПЦ. Неговото архипастристување со оваа епархија ќе биде крунисано со најголем успех преку возвеличувањето на Шарпланина со изградбата на манастирот посветен на Свети Наум Охридски чудотворец, втемелен на околу 2000 метра надморска височина на Попова шапка. Под неговото архипастирско раководство во двете епархии ќе бидат изградени, реновирани и преуредени преку 100 храмови на МПЦ. Би сакал малку да се осврнам и на дејноста и берикетните плодови и на Богом дарованата Полошко-Кумановска епархија. Полошко-Кумановската епархија со Божја помош од страна на Светиот архиерејски синод ја формирана во 1971 година. Како прв назначен архиереј на неја, 1,5 деценија најнапред администрирав со неја, бидејќи бев надлежен епархиски архиереј на Американско-Канадската и Австралиската епархија. Од 1986 година па до денес раководам со оваа епархија. Епархијата се состои од 5 архиерејски наместништва: Тетовското, Гостиварското, Кумановското, Кратовското и Кривопаланечкото. Ова наша епархија обединува околу 150.000 македонски православни верници, христијани. Административното организирање и делување се извршува од страна на нас како надлежен епархиски архиереј и нашиот секретар, протодијаконот Вичко Гочевски. Од оваа епархија многу е голем бројот што се преселени во прекоокеанските и европските земји. Голем е бројот на преселбите од селата во главном во Скопје и други градови.
Затоа голем број селски парохи крајно се осиромашија. Еден подолг временски период во нив како да престана да пулсира не само црковно-духовниот, ами и изопшто живењето. Не задоси и Балканата војна во 2001 година. Со големи напори, чести посети со нашите соработници, во сите најодалечени селски парохи, отпочна повторно да се враќа верата, со што се помогна овие селски парохи да бидат повторно оживотворени. Во секој случај не се допушти да згасне кандилото на светото православие пред иконите на нашиот Спасител Господ Исус Христос, Света Богородица, вечно живите пред Бога свети Климент и свети Наум, свети Кил и Методи, и пред ликот на сите македонски свети, молитвеници, застапници пред Бога, а за вековито обстојување на нашиот благороден македонски народ и новие простори од светата библиска и апостолска македонска земја. На просторот од ова епархија имаме 218 цркви, 36 манастири, 54 параклиси и поголем број култни места, каде што се поставени 194, како ретко во некое друго наместишто на просторот од Македонската православна црква, крстови, а на кои места во текот на годината по разни поводи, празнични се разбира, се собираат голем број верници. Црквата, како што велите, е душата на народот и на татковината. Тоа посебно се потврдуваше во македонската диаспора, каде што поминате значаен дел од духовно-црковната и патриотска посветеност. Во диаспората, без присуство на нашата света црква, не бевме ниту познати, ниту припознати како народ. Изградени се преку 70 великолепни цркви, манастири и културно-просветни центри. Во нив се позна и припозна дека се сеодени чеда на Македонија и на нашата света Македонска православна црква околу 1 милион македонски синови и керки. Се покажа и се докажа дека нашата света црква е најсилната обединувачка духовна снага, особено за нашите распрснати по светот верни македонски синови и керки. И покрај се, притисоците од страна на Српската православна црква, а и на грчката, стануваат се пожестоки со цел да се оспори и целосно да се дискредитира самостојниот статус на нашата света црква, со кој се здобивме уште во далечната 1958 година, а истиот тој статус беше потврден во 1958 година од највисокото тело на Српската православна црква, Архиерејскиот собор, со следната одлука, цитирам: Светиот Архиерејски собор, се подразбира на Српската православна црква, констатира дека епархиите Скопска, Охридско-Битолска и Издетовско-Струмичка на Црковно-народниот собор одржан на 4 и 6 октомври 1958 година во Охрид, се издвоиле во самостојна, нагласувам, Македонска православна црква, која се управува по уставот донесен на тој собор. Во 6-та точка на истата ова одлука се додава: со тоа
престанува да важи уставот на Српската православна црква за епархиите и архиереите во Република Македонија. Затворени се цитатите. Одиме понатаму. Чашата се преполна и се прели кога Српската православна црква почна да врши притисок над нас, да престанат да делуваат нашите црковни општини во диаспората. Во тоа време имавме 4 организирани црковни општини. 2 во Соединетите Американски држави, во градовите Гери и Колумбос, црквата Свети Климент во Торонто и првата црква Свети Јорги во Мелбурн, Австралија. Во меѓувреме имаше иницијатива за организирање уште на неколку црковни општини. Со тоа на вистина сестринската Српска православна црква, ќе повторам, ја прели чашата. Ваквиот однос апсолутно за нас беше неприфатлив, крајно навредлив и опасен. Ние моравме да размислуваме за отварање и на богословско училиште за школување на свештенчи кадар и за нашата диаспора.